Зошто запреле автобусите? Дедо му на Орхан како дете им се радувал на брзите коњи што поминувале низ нашата улица. Татко му на Орхан во детството им се радувал на обичните воловски коли што поминувале низ нашата улица. И Орхан им се радува, но не на коњите и воловските коли, туку на автобусите. Колку пати досега тој ги поздравувал автобусите, мавтајки со шамичето, делејки им бакнежи. Сега Орхан и самиот е во еден од овие автобуси. Тој денес првпат оди на училиште. Во него се е некако толку убаво и прекрасно. Одеднаш автобусот во кој беше Орхан запре, а од спротивната страна на улицата се зададе уште еден сличен автобус. Запре и другиот автобус. Леле, рече една од мајките, сигурно е згазено некое дете. Обично затоа запират автобусите. Леле, рече една бабичка, да не е згазен некој старец. Сигурно затоа запре автобусите. Леле, рече едно дете, сигурно е згазена некоја топка. Сигурно затоа запреле автобусите. Орхан ништо не рече. Тој ништо не сакаше ни да чуе. Вистината за запирањето сакаше да ја научи лично од самиот шофер. Кога што ќе види. Шоферот од неговиот автобус, подавајќи му го преку прозорецот појадокот на другиот шофер, рече: денеска треба да возиме мошне внимателно. Децата прв ден одат на училиште. Така е наредено од управата. Беше вистина. Сите училишта првпат своите врати широко им ги отвараа на голем број првачиња. Та затоа толку деца и се беа препуштиле на оваа радосна река низ улиците. Ете зошто запреле автобусите. Но мнозина не ја знаеа причината за ова неочекувано запирање на автобусите.